Почитувани слушатели, и ова утро ви посакувам Божиот благослов да остане со вас и да се чувствувате пријатно и добро пред нашиот Господ Исус Христос. Да, Бог е љубов. Библијата уште на самиот почеток, односно во Евангелието според Јован, во 3 глава, вели дека Бог го возлюби овој свет. Што значи Бог ја покажува неговата љубов, дека го сака овој свет, ги сака сите луѓе и сака да ги спаси преку Исус Христос. Меѓутоа, во Библијата имаме и други стихови, спротивни од љубовта, дека Бог е судија. Бог е судија на сите луѓе. Во денешно време не е многу популарно да се зборува за Божи суд или дека луѓето кои не веруваат во Бог ќе одат во пекол, бидејќи се смета тоа како еден вид заплашување или како што мислат некои, дека со заплашувањето се чувствуваме како да живееме во 16 век, кога римската религија се служела со такви методи. Но, какви да се мислењата, судот и пеколот спаѓаат во библиските науки, кои можат јасно да се забележат низ целата Библија, и тоа и текако. Божи суд. Да, секој од нас со сигурност ќе се соочи со Божиот суд. Судскиот престол нема да го одмине ниту еден. Апостол Павле, речиси во сите своји писма, го спомнува судот и вели, зашто е напишано: Јас сум жив, зборува Господ, мене ќе ми се поклони секое колено и секој јазик ќе даде сметка пред Бог. Треба секоја минута да имаме предвид и да не ни исчезне од мислите дека еден ден сите ние ќе застанеме пред Бог и ќе дадеме сметка за сите наши постапки, дела и зборови. Павле пред тоа вели да не бидеме судии на другите, бидејќи сите ние имаме еден заеднички судија. Господ Исус Христос е представен не само како спасител, туку и како судија на твојата душа. Кога човек ќе се покае од своите гревови и кога Бог преку вера во Христос ќе го спаси, тогаш неговото име ќе биде запишено во книгата на животот. Таквиот е запечатен со Светиот Дух на ветувањето и го очекува блаженото исполнување. Така што, неговото име никогаш веќе нема да биде избришено од книгата на животот. Исус вели: кој ќе дојде кај мене, нема да го отфрлам. Јован 6 глава 37 стих. Тоа е директно ветување на нашиот Спасител. Но велам, но доколку не верува во нашиот Спасител и Господ Исус Христос, неговото име не е запишено во книгата на животот и како последица на тоа не е спасен. А секој што не е спасен е под Божја осуда. Тој е веќе осуден, така што на судниот ден ќе му биде потврдена осудата. Исус вели: кој верува во него нема да му се суди, а кој не верува веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божи Син. Евангелие според Јован, 3 глава, 80 стих. Но, почитувани слушатели, добрата вест е тоа што овој суд може да се избегне преку покаяние и вера во Исус. Потоа Бог може и ќе го суди и нашето служење, како сме служеле на Бог. Апостол Павле вели дека служењето треба да биде искрено и од се срце за Господ. Тој вели: што и да правите, правете го од душата како за Господ, а не за луѓе, знаејќи дека од Господ ќе ја примите наградата на наследството. Служете му на Господ Исус Христос, зашто кој прави неправда ќе ја прими обратно неправдата и нема да се гледа кој е кој. Од овие два стихови јасно произлегува дека навистина Бог служењето на секој човек ќе го суди, какво било, искрено или дволично. Павле пред тоа ги советуваше робовите кои им служат на земните господари да им бидат во се послушни. Значи, кога христијанинот е на своето работно место, треба да се ја врши работата честно и за Божја слава. Јосиф во Стариот Завет, иеко беше поставен како премиер
на египетската земја, тој со своето однесување покажа дека е Божи слуга, вистински Божи слуга. Ако си запослен во некоја фирма, треба да се потрудиш на вистина да покажеш дела кои одговараат на твоето работно место. Така и ние сме запослени пред Господ Исус Христос, кој треба да зрачиме со љубов, со добрина и искреност преку целиот живот. Бог ќе ги суди и намерите и мотивите, тајните намери на срцето. Апостол Павле во 1 Коринтјаните 4 глава, од 3 до 5 стих вели: за мене сосем малку ми значи што ме осудувате вие или друг човечки суд, а ни самиот јас не се судам себе си, зашто не знам дека сум виновен во нешто, но со тоа не се оправдувам. Туку Господ е тој кој ќе ме суди. Затоа не судете ништо пред време, пред да дојде Господ кој ќе извади се на виделина. Тоа што е скриено во темнина, ќе го открие и ќе ги открие намерите на срцата. И тогаш секој ќе ја прими пофалбата од Бог. Павле вели дека Божиот збор е моќен да го извади на површина она што е длабоко во мислите и срцето. Зашто Божиот збор е жив и делотворен, поостар од секој меч, остар од двете страни, и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и на мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето. И нема создание кое е невидливо пред него. Туку се е голо и откриено пред очите на оној пред кого ние ќе дадеме сметка. Ако во овој миг мислиш дека твоите намери се скриени и никој не ги знае, имај предвид дека пред Бог си целосно разоткриен. Бог ќе ги суди и нашите и твоите дела. Апостол Павле на незрелата црква во Коринт, така да се изразам, јасно им предочи дека Бог им суди на луѓето според нивните дела. Зашто никој не може да постави друга основа, освен онаа што е поставена, која е Исус Христос. И ако некој врз оваа основа дзида злато, сребро, скапоцени камења, дрво, сено, слама, сечие дело ќе излезе на виделина. Денот ќе го покаже тоа, зашто ќе се открие во оган, а огнот ќе покаже какво е чие дело. Оној кому ќе му остане тоа што го градел, ќе прими награда, а оној чие дело ќе изгори, тој ќе претрпи загуба, но самиот ќе се спаси така како низ оган. Бог ќе ги суди и нашите зборови. Во Матеј 12 глава, 36 и 37 стих, Исус вели: и ви велам дека за секој празен збор, што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Зашто по твоите зборови ќе бидеш оправдан и по твоите зборови ќе бидеш осуден. Зборовите произлегуваат од внатрешноста на човекот. Какви се зборовите, такво е и срцето. Затоа Исус вели дека за секој празен збор ќе дадеме сметка пред него. Апостол Павле, поучен од неговиот учител, Исус вели: да не се спомнуваат меѓу вас срамни празни зборови, ниту смешки што се неприлични, туку подобро благодарност. Во други преводи вели гнили зборови. Зборови кои го обезличуваат човечкото достоинство. Има и многу други стихови кои укажуваат на тоа. И на крајот заклучокот: ако не сте го прифатили се уште Господ Исус Христос за свој личен спасител, треба веднаш и без одложување да го прифатите. Зашто само на таков начин ќе го избегнете судот. А доколку веќе сте Христов ученик, внимавај на своите постапки, твоето служење, твоите мотиви, твоите дела и твоите зборови. Зашто е запишено: вистина, вистина ви велам, кој го слуша мојот збор и верува во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминал од смртта во живот. На Господ Исус Христос нека му е слава во сите векови. Амин.